По иницијатива на Стопанската комора, утре Уставниот суд ќе одлучува дали ден недела и понатаму ќе остане неработен или состојбата ќе се врати од пред 21 декември минатата година. Препорачувам да размислат многу добро, бидејќи доколку би го укинале ово законско решение, тогаш ќе направат една голема грешка кој работниците, тогаш мислам дека веќе работниците ќе ги изгубат максимално сите права. 9 месеци откако недела е неработен ден, еве што мислат граѓаните. Па би требало да биде неработен. Треба да одмарат тие работници. Па може и неработен да биде. Треба да си работи, кој може да работи. Газди, они си плаќат преко време. Не е лошо да си остане да се работи. Може и да не се работи. За кој како зависи, мислам, од потребите. Од Организацијата на работодавачи на Македонија велат дека одлука на Уставниот суд за нив ќе биде валидна и обврзувачка без оглед каква ќе биде. Во секој случај, да, во секој случај ќе се почитува одлуката. Ако донесе одлука дека е неуставно, тогаш Министерството за трудот е должно да изготви измена на законот и да го поништи, или Министерството за трговија. Ако донесе одлука дека е уставно, како и до сега ќе мора да го почитуваме, така. Што ако за синдикатот и работниците уставен донесе поинаква одлука? Ќе седнеме, ќе разгледаме кои се понатамошни активности ќе ги преземеме во целост да ги заштитиме работниците и да ставиме еден шарет што тоа би значило неработен ден. Можност иницијативата да не стигне до уставен имаше, но до договор помеѓу владата и Стопанската комора не дојде. Јас најавив само во месец јануари за тоа и имаше рок од 2 недели да постигнеме договор за да ја повлечеме со владата. Не го постигнавме тој договор и затоа не е повлекен. Исклучок од актуелниот закон за неработна недела се над 40 дејности, за која е оценето дека прекинот на технолошкиот процес е невозможен и е во интерес на граѓаните.